Благодарам, председателе, почитувана министерке, почитувани колеги пратеници, членови на Комисијата за труд и социјална политика. Ми причинува задоволство кога зборувам за нешто во што верувам. А верувам дека како предизборно ветување беше наша постојана грижа пред се за сите, меѓутоа најмногу за ранливите, бидејќи нашата држава е социјална држава, за оние кои што имаат најмали примања, за оние кои што навистина крпат од ден за ден. Ветивме дека ќе има раст на минималната плата и изедначување, а не правење масакар и поделба дури и во најниските слоеви кои што земаат минимална плата. Да, колеги, во 2012 година е донесен законот за минимална плата, но тој направи една голема деградација на оние кои што земаат најмалку, тие што земаат минимална плата. Тој не гарантираше еднаква минимална плата за сите и направи некои да земаат во тоа време 9.000, некои 6.000. Голема разлика е тоа. Во 2016 година да биде минималната плата за некои 10.080 денари, за некои да биде 8.900. Тоа не е правда. Тоа не е социјална правда, тоа е деградација на тој кој што зема најмалку. И затоа ние, почитувани, ево, имам навистина една чест да говорам за нешто во што верувам и за што сум се борела и што сум го ветувала пред граѓаните, точно пред овие ранливите категории, дека ние прво ќе направиме изедначување на минималната плата во сите сектори, а потоа ќе работиме на тоа дека таа ќе се зголемува. Првото зголемување не е точно дека било пред избори. Првиот закон кој што го пуштивме во 2017 година од труд и социјала беше законот за минимална плата во 2017 година, кој што тогашниот председател на комисијата навистина и во тоа време повторно вие како опозиција, од кој има и дел тука кој што говореа дека сега го прифаќаат, ама цврсто се спротиставуваа прво на изедначувањето на минималната плата, второ на 12.000 подигањето, велејќи дека ние со тие избрзани политики, за да задоволиме некои своји предизборни ветувања, сме постапиле така без никакви анализи дека ќе направиме навистина прво во стопанството голем потрес и големи нелики имаме отпуштање од работа. И дека истите вакви реторики, истиве овие насоки како да ги слушам пред 4 години, 4,5 години, дека ќе се настани уравниловка, дека ќе се случи да тие што земаат сега 18.000, оние што земале 15, сега што земаат минимална 15 и 190 и некој денар, дека тие ќе се изедначат и дека тоа ќе биде навистина неправда. Не се случи тоа, колеги. Се отвори спиралата на покачување на платите природно и во секој сектор, и во јавната администрација, и во образованието, и во здравството, и во армијата, зборувам и во полицијата, во секоја дејност имаше зголемувања. Зголемувањата се движеа и се движат. Ево, до ова, да речам, до ова зголемување на минималната плата, во образование 20% или кумулативно 10 еднаш 10 друг пат, кумулативно 21,3%, во здравството од 25.000 од 25% до 40% имаме зголемување, зависно од тоа дали се медицински лица, дали се лекари, дали се лекари општи, дали се специјализирани лекари, се зголемија вредноста на дежурствата, се зголемија и за матичните лекари бодовите, се зголемија и за стоматолозите кои што беа заборавени и се зголеми и во армијата, се зголеми и во науката. Морам да ви кажам дека во науката за прв пат почна да се вреднува во платата покрај зголемувањето од над 15%, да се вреднува и минатиот труд кој што кај другите и се пресметуваше. И не направивме никаков колапс,
покажавме дека знаеме да менаџираме со оваа ситуација. И тука сме навистина горди што покрај сите тие укажувања ниедно од црните сценарија не испадна така како што беше заговарано. Во однос на зголемувањата 2017, 2018, односно 19 година на 14.500, па сега по природен пат според Законот за минимална плата е 15.194. И навистина, и предизборно ветивме, и тоа не е заради дигање на нечи рейтинг, туку заради нашата континуирана грижа за работниците и за состојбата на нивната социоекономска состојба, ние всушност тоа што го ветуваме, тоа што си го реализираме. Одиме на по зголемување на минималната плата, ама тоа не е така како што велите вие адхок, туку со менување на критериуми кои што значат навистина подобрување во пресметката на минималната плата во март, кој што треба според законов да се случува и се случуваше до сега. Сега ќе кажам зошто е подобро. Подобро е затоа што до сега имавме ние критериуми 3, 1/3 од просечната плата. Сега имаме 1/2. 50% не е помалку од 30%, колеги. Пореално се одразува просечната плата во пресметката на минималната плата. 50% од трошоците животни. Тоа беше 1/3 од животните трошоци. Третиот критериум кој што го тргнавме, го заменавме со заштита. Заштита која што значи никогаш минималната плата да не биде подолу од 57%. И тоа гарантира дека со растот на просечната плата ќе си расте и минималната и по овие други критериуми. Уште една работа која што е дополнително добра, имаме во претходниот закон дека значи пресметувањето на минималната плата ќе се врши во март, а ќе важи за април, за платата во април. Тоа беше во стариот закон. Сега од март за март со платата која што се зема на 1 април за мартовската плата. Значи еден месец повторно за тој што се пресметува ние му го врачунуваме и тоа значи поголема плата уште од тековниот месец во кој што се врши пресметката. И тоа всушност што покажува? Покажува дека ние воведуваме систем кој што нема да зависи ниту кој ќе биде на власт, ниту кој ќе биде во преговарачите, ама важно е да преговараме. Закон кој што ќе кажува како се следи и како се заштитува минималецот кога се пресметува и кога се вели не може некој просечна плата да биде во државата 29.000, а 15.100 да биде минималецот. Тоа нема да се случува, тогава значи диспропорција нема да се случи. Во моментов со подигнување на минималната плата на 18.000 денари, всушност ние и ќе почнеме и ќе се качиме горе во регионов. Јас имам извадено, побарав анализа, компаративен преглед на минималната плата и степенот на сиромаштија во земјите од Западен Балкан и ЕУ. И во моментов од државиве со оваа минимална плата, поголема минимална плата земаат Црна Гора и Србија со зголемувањето на 18.000 денари, ние се качуваме горе и сме пред Романија, Латвија и Бугарија. Точно анализата ја имам, во бруто изнесена, меѓутоа и си соодветствува нормално и на анализите кои што значат нешто што е ние показател дека одиме навистина добро. Ке речите, па добро, расте минималната плата, ама пораснаа животните трошоци. Јас имам тука и побарано една табела во која што имаме споредба. Минималната бруто плата на месечно ниво изразени преку куповната моќ на граѓаните. И што ни покажува, истото се случува. Пред нас се во регионот Црна Гора и Турција, под нас се Србија и Албанија, според сегашната минимална плата од 15.194 денари, кога ќе ја зголемиме, ние ќе дојдеме
после Словачка, после нас се Латвија, Бугарија, значи влегвиме во групата во ЕУ-зоната. Па сега не е тоа многу, меѓутоа тоа е веќе некоја грижа и системска грижа на општеството, а ние како пратеници сме овдека да дискутираме дали ние адхок решаваме или одиме на еден систем кој што здраво застанува зад работниците, посебно тие што земаат минимална, ама знаеме дека со минималната плата, преку социјален диалог, нормално е дека ќе се подигне таа спирала на покачување на платите и во државната администрација и во давателите на јавни услуги, меѓутоа сведоци сме дека и тоа на некој начин помогнува во намалувањето на сиромаштијата. И третата моја табела која што ја добив, исто тоа се податоци од Светска банка, имаме стапка на сиромаштија во земјите од Западен Балкан во периодот 2016 до 2022 година. По години имам од 2016 како во Македонија се движела стапката на сиромаштија. 2016 изнесувала 21,6%. Во 2017 19,5%. Во 2018 17,9%. Во 2019 16,9%. Во 2020 била малку поголема заради случувањата со ковид и додека не се донесоа тие 5 пакети мерки кои што му помогна и на граѓаните, меѓутоа и на фирмите за да заживеат. Потоа предвидувањата на Светска банка за 2021 година сега завршуваме со 16,9% сиромаштија, а предвидувањата за 2022 година се 15,8%. Во сиве чекори го имам, ја имам табелата, сите држави на вистина се по сиромаштија со поголем коефициент. И тука не можете да ми потврдите вие дека ние не сме направиле во нешто подобро. В 2016 година бевме според степенот на сиромаштија втори најсиромашни во Европа. Сега, ќе речите сме четврти или шести. Шо значи тоа? За 2 чекори повеќе сме се качиле. Не сме направиле многу, ама сме направиле малку повеќе него тоа што се правело во 11 години. Предностите на овој закон беа кажани, меѓутоа добро е исто да се напомени дека со самиот закон е точно децидно кажано кои фирми во кој период ќе го земаат, нели ќе земаат на некој начин субвенција или помош од државата за да можат да опстојат и да може да го издржат оној товар на нели кој што ќе му биде наметнат со ова нагло зголемување од 15.194 на 18.000 денари. Морам да ви кажам дека со зголемувањето и со отварањето од 2017 на спиралата на покачување на платите, се зголемуваше куповната моќ, ви кажав според тоа како оди минималната плата со процентот на куповна моќ на население, тоа на некој начин му даде, да кажам, подобар живот на граѓанинот, но се уште јас велам дека ние како социјална држава треба многу да работиме, преку социјален диалог многу да ги слушаме барањата на работниците, меѓутоа и на работодавачите и да излегуваме во пресред. Ќе го поддржам и го поддржувам овој закон и сум горда на овој закон, бидејќи тој е едно континуирано наше залагање, бидејќи тој е произлезен од социјален диалог на тие кои што се најзасегнати. Од една страна владата, од друга страна работниците и спротиставените работодавачите. Тешко е да се менаџираат такви различни барања и различни погледи, ама штом произлегол и штом излегоа заедно и синдикатите и работодавачите со владата
При договарањето на 18.000, односно на овие критериуми кои што се изгласани, верувам дека тие тоа го направиле со многу добра анализа, за да не си предизвикаат едни на другите штета, меѓутоа и да немаме овдека губитници и победени, туку сите да бидат задоволни. Почитувана министерке, навистина ви посакувам успешна работа со ова на почетокот од вашиот мандат сега. Одиме со минимална плата, нешто што е многу важно за сите работници, и не само за работниците, зборувам и за вработените во сите сектори. Слушајте ги граѓаните, работете во интерес, ние сме тука како пратеници и да бидеме надзор дали добро се спроведуваат ваквите законски решенија, дали институциите одговараат и дали навистина системот кој што сме го воспоставиле како досега со овие компаративни показатели покажува дека сме на вистинскиот пат да ја подобриме ситуацијата во нашата држава. Ви благодарам.